Вести на Канал 8, добро вечер. На крајот од октомври жетвата на оризот се уште не е завршена. Според проценките на земјоделците, неожнеани се уште околу 1/4 од засеаните површини, а досегашните приноси во просек потврлаат за околу 30%. Доцни овогодишната жетва на оризот. Причина за тоа е задоснетата вегетација поради ненавремената сеидба, но и временските услови, односно врнежите од дожд, што минатата недела ги спречија земјоделците во жетвените активности. Нивните проценки се дека за жнеење преостануваат уште нешто помалку од 1000 хектари или околу 1/4 од засеаните површини. Почетокот на оваа недела најави сончев период, што е можност комбајните повторно да влезат во нивите. Освен доцнењето во прибирањето на реколтата, оризопроизводителите се разочарани и од приносите што ги добиваат по единица површина. Приноси многу слабо. 13 вречи, тоа се околу 400 кило ќе дојде од тие 9 а треба декаро да даде 20 вречи максимум. И значи слаба работа. 8 ара 10 веки, тоа е катастрофа. Не памтам у 45 години. Јас сум од 15 години од дете, ури сам пораснал, не бива ништо. За сега единствена надеж, земјоделците гледаат во подобриот рандман во однос на минатата година. Сепак, поради малите количини арпа што ги добиваат од жетвата, велат дека на крајот повторно ќе имаат иста количина белорис како лани. За сега откупните цени се релативно прифатливи, но свесни се дека може да дојде до известно намалување. Со парите што ќе ги земат, велат тешко дека ќе ги покријат трошоците за производство. Цената мислам дека е 25 динара, 25 со 50. Немам сметка да го чувам ја, да смираме и дуговите што имам, неле. Жетви и друго, трето, да вашки. Бело 50 со 55, толку вика тони. Епте малку, нема да покриеме трошковите. Многу давачки има по него. Потврлањето во приносите на земјоделците им се повторува 2 години поред, зашто причината со сигурност се уште не ја знаат. Сепак, велат дека најголем проблем гледаат во доцната сеидба и несоодветното третирање со хемиските препарати за време на вегетацијата на оризот. Тоа значи дека годинава од насеаните 4600 хектари, наместо очекуваниот род од околу 15.000 тони оризова арпа, ќе се соберат за 1/3 помали количини. Објавен е нов повик за користење средства од ИПАРД програмата наменета за поддршка во земјоделството. Заинтересираните земјоделци кои ги исполнуваат условите по повикот ќе можат да се пријавуваат најдоцна до 10 декември. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството го објави 10-тиот повик за користење средства од ИПАРД фондовите на Европската унија, наменети за земјоделско производство. Огласот за искористување на финансиската поддршка од оваа петта компонента од инструментот за предпристапна помош ИПА трае до 10 декември. Парите се наменети за инвестиции во земјоделските стопанства со цел нивно преструктурирање за да се достигнат стандардите на Европската унија, потоа за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделските производи, како и за диверзификација и развој на руралните економски услуги. Потребната документација за подготовка и поднесување барања, вклучително и упатствата за користење на средствата од ИПАРД програмата од 2007 до 2013 можат да се преземат од веб страницата на агенцијата или пак лично во канцелариите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството секој работен ден во периодот од 8:30 до 16 часот и 30 минути. Од службениците во Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството можат да се добијат и совети за аплицирање, како и подготовка на проектите. ХАЕ караванот пристигна и во Кочани. Запознавање со ретката болест ХАЕ и начините за нејзино дијагностицирање е целта на предавањето во Општа болница во Кочани што се организираше во саботата. Иако секаде во светот терапија за болеста има, во Македонија не е достапна, па лекарите за спасување на пациентите буквално се молат на Бог. Сдруженијето на пациенти ХАЕ Македонија реализира едукативен ХАЕ караван во 7 градови во Македонија: Штип, Кочани, Струмица, Тетово, Крушево, Охрид и Битола. Целта е запознавање на лекарите од примарната здравствена заштита со болеста ХАЕ и преку нивна едукација да можат да ја препознаат ретката болест кај потенцијалните пациенти, како и начините на кои може да им се помогне на пациентите.
Таргетирани се поголеми градови во кои има или се близу до клинички центри, во кои е можно пациентите со ХАЕ да престојуваат и да имаат потреба од лекари кои се добро информирани и едуцирани за нивната состојба. Идејата ни е да го расшириме малку гласот за хередитарниот ангиоедем, односно да ги запознаеме подобро докторите пред се примарните или од примарната здравствена заштита за оваа болест со цел да можат подобро да ја препознаваат и со можност да наоѓаат уште пациенти. Моментално во Македонија има 17 пациенти со хередитарен ангиоедем, од кои 2 се деца. Меѓутоа проценките се дека на 2 милиони жители во Република Македонија би требало да има околу 50 пациенти. Болеста се манифестира со отоци кои може да се јават секаде по телото и е потенцијално смртоносна, доколку се јават на одредени делови како што се лице, грло или дигестивниот тракт. Загрижувачко е што нема достапна терапија за болеста. Во Македонија, иако во светот секаде си имаат терапија, во Македонија не е достапна терапијата за пациентите. Ја некако пробуваме за најризични ситуации да се снајдеме од со носење на лекови од други земји, меѓутоа најчесто и животот ни виси на конец. Се молиме. Предавањата ги вршеше професор доктор Весна Гривчева-Пановска од клиниката за дерматовенерологија и алергологија од Скопје, која долго време се интересира за ова ретко заболување и остварува професионален третман со пациентите заболени од ХАЕ во Македонија. Задолжително е секој еден доктор од општа практика да ја познава, секој стоматолог, затоа што најголем број на смртни случаи за жал се случуваат при стоматолошки интервенции. Апелирам до колегите, доколку пациентот реферира дека има појава на отоци, кои што слабо реагираат на противалергиска терапија, се појавуваат спонтано, на најмал удар или воопшто со ништо не се предизвикани, или уште по-често што може да се случи, се јавуваат поврзани со примена на АЦИ инхибитори, лекарства за лекување на крвен притисок, да размисли и задолжително да ги прати пациентите на понатамошно исследување, што е едноставно, достапно е, се прави преку земање на минимално количество на венска крв од пациентот, а прави огромна разлика дали ќе му биде или нема да му биде спасен животот на пациентот. Преку предавањата се очекува да се зголеми јавната свест за болеста, како и идентификување на потенцијалните нови пациенти, со што би се овозможило и нивно вмрежување во здруженијето со цел лобирање за обезбедување достапни лекови за болеста во Македонија. Предавањата се акредитирани од Лекарската комора на Македонија. Членот на Советот на општина Кочани Дарко Стојчевски со писмен документ потврдува дека не ги прекршил законските одредби за судир на интереси. По завршувањето на локалните избори и преземањето на функцијата во Советот, тој се откажал од членувањето во управниот одбор на Центарот за јавно здравје. Не постои судир на интереси затоа што нема истовремено извршување на две јавни функции, тврди советникот Дарко Стојчевски по јавната опомена што на крајот од минатата недела за него и за уште 10 други лица ја соопшти Државната комисија за спречување на корупцијата. Со писмен документ што го доставил преку владините служби, тој уште во јули минатата година побарал да му престане членството во управниот одбор на Центарот за јавно здравје во Кочани. Со оглед дека станува збор за институција врз која ингеренциите ги имаат државните органи, тој очекувал дека комисијата ќе добие известување од и останува советник само во Кочанскиот општински совет, а од другата функција се откажува. По повеќе од 1,5 година, тој е изненаден од постапката на антикорупцијска комисија, која достави известување до медиумите, од и јавната опомена се однесува и за него. Од приложениот писмен документ се гледа дека Стојчевски навремено го поднел барањето и од тогаш му престанала едната функција, со што не се повредени законските одредби за судирни интереси, поради извршување на две функции истовремено. Тој смета дека се работи за административен пропуст на некој од вработените во антикорупцијска, поради што и неговото име се најде на списокот на лицата на кои им беше изречена јавната опомена. Стојчевски во краткиот разговор во нашата редакција рече дека е можно да побара јавно извинување заради нарушеното граѓанско достоинство, што според законот и му припаѓа. Осмиот поетски караван на Друштвото на писатели на Македонија одржан во Виничко Блатец. Присуствуваше дел од македонската книжевна елита, како и актерот Мите Грозданов.
Друштвото на писатели на Македонија и младинската организација Почувствуваја Македонија својот 8ми поетски караван при проектот Почувствуваја Македонија со 6-тото сетило срцето го одржаа во Виница во неделата на 26 октомври, поточно во манастирот Свети Ѓорги во селото Блатец. На овој настан со својата поезија се представија Глигор Стојковски, Ивица Джепаровски, Михаил Ренџов, Павлина Климкар-Мејанџиева, Иван Чаповски и Милош Линдро. Програмата на овој настан беше збогатена со изведба на актерот Мите Грозданов на монодрамата Одбраната на Свети Кирил пред папската столица во Рим. И втори дел ќе биде извадок од мојата трилогија Откорнот од душата, Земјанец и ме болат мислите што мислам за Македонија. Значи, ние почнавме само со поетско читање и секој настан нешто додававме. Прво ја додадовме хуманитарната нота, донираме средства преку книгите кои символично се продаваат во невладината организација Нора, која се залага, значи Нора за ревматизам и артритис. Потоа додадовме и научна нота, каде што професорката Вера Стојчевска-Антик ги презентира, значи, кратки теми поврзани со Свети Ѓорѓе. И потоа додававме монодрама со Мите Грозданов, го додававме Цветин со прекрасните цветни пораки, ја додававме Аве Марија со Серафина. И Претходните поетски каравани се одржаа во Дебар, Охрид, Прилеп, Штип, Новаци, Гостивар и Струмица. Со литературни читања и приредби одбележан месецот на книгата. Членовите од литературниот клуб Копнеш ги посетија децата од детската градинка Павлина Велјанова, како и учениците од основните училишта. Месецот на книгата одбележан и во Кочанската градинка. Членовите на литературниот клуб Копнеш ги посетија децата и им прочитаа стихови наменети за нивна возраст. Децата пак не им останаа должни и за нив приредија приредба. Литературниот клуб Копнеш, кој работи во составот на библиотеката Искра од Кочани, традиционално секоја година го одбележува на свој начин. Односно, другарува со поетите од најмалите од градинките, па до повозрастните во сите средни и основни училишта во нашата општина. Денес сме гости во градинката Павлина Велјанова, клон 2. Еве, учениците, односно дечињата, најмалите, ќе слушнат поезија од нашите поети, а ние ќе присуствуваме на една многу убава и интересна приредба што ќе ни приредат дечињата. Тие традиционално си пеат за пчелките, за учителките, за градинката своја, за есента, за плодовите и така натаму. По повод месецот на книгата, литературниот клуб Копнеш организира и други активности. Освен со децата од градинката, работи и со ученици од основните училишта. Се планира и организирање на литературно читање во просториите на библиотеката Искра. Годинава месецот на книгата се одбележува под мотото "Книгата е нашиот најверен пријател, извор на нашето знаење". Инаку бројката на членови во литературниот клуб Копнеш од година во година добива на квантитет и се повеќе ученици се зачленуваат во него. Освен изучување на англискиот јазик и корективна гимнастика, децата од градинките започнаа да го изучуваат и фолклорот. Со нив работат инструктори од фолклорни ансамбли. Децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова започнаа да го изучуваат фолклорот. Инструктори од фолклорниот ансамбл Кочани 2 пати во неделата ги учат децата на најосновниот чекор со кој се започнува изучувањето на ората. Целта е приближување на фолклорот до децата уште од најрана возраст. Од 1 октомври во сите клонови, сите 4 клона во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани започнаа со изучување на фолклорот, со што и ние од фолклорниот ансамбл им помагаме во тоа, држејќи часови 2 пати во неделата. Значи часовите ги држиме со најголемите воспитни групи или воспитна група од 5 до 6 години. Ова не е задолжително, значи децата рекреативно го изучуваат фолклорот, се запишуваат по желба, значи кој дете има желба да научи нешто повеќе, се запиши доаѓа на овие часови. Заинтересираноста на децата за изучување на фолклорот е голема, а тоа се потврдува со бројот на запишани. Во детската градинка Павлина Велјанова, освен фолклорот, не задолжително, туку рекреативно. Децата имаат и корективна гимнастика, како и изучување на англискиот јазик, а со нив работат стручни лица. Изучувањето на фолклорот, англискиот јазик и корективната гимнастика се наплаќа дополнително по 600 денари годишно.
Освен за деца во градинките, фолклорниот ансамбл Кочани од неодамна формираше и група за возрастни, за која исто така има голем интерес и се запишаа оние кои досега немале можност да ги научат македонските ора. Во фолклорниот ансамбл Китка голем интерес за изучување на македонскиот фолклор и традиција. Паралелно со уписите течат и пробите на новите и постоечки членови. Традиционално по завршувањето на меѓународниот фестивал Истиванско здравоживо, фолклорниот ансамбл Китка распишува конкурс за упис на нови членови. Конкурсот е отворен до крајот на месецот, а право на упис имаат сите заинтересирани од 7 до 77 години. Веќе имаме голем број на дечиња запишани, уште доаѓаат нови дечиња, вие ги видовте на пробата колку се заинтересирани за македонскиот фолклор, за традициите, и тоа ни е целта да кај младата популација да го сакаат фолклорот, да го презентираат овде во Македонија и светот, и пред се да стекнат нови пријателства, да се дружат преку фолклорот и преку традициите, да имат идни пријателства кои што ќе им значат многу во животот. А таков е мотивот и на најмладите фолклористи. Тие веќе ги совладаа првите чекори и тактови. Затоа што сакам да научам мора, да се запознам со фолклорот, да се запознам со другите земји и да стекнам нови пријателства. Дојдов тука за да се научам да играм мора, да се прошетам во други држави, да стекнам нови пријателства, да се запознам со фолклорот и така. Ти се допаѓа ли? Да, ми се допаѓа многу. Јас се запишав на игрорна затоа што сакам да одам во сите држави и да се шетам во сите држави и да запознам многу другарчиња. Колку тебе ти се допаѓа македонскиот фолклор и што најмногу? На мене ми се допаѓа македонскиот фолклор затоа што сакам да одам во државите и сакам да учествувам во Истибанското здравоживо. Многу сакам да играм и така, и многу сакам во државите да одам. Така. И како ти се допаѓа за почеток? Па добро ми се допаѓа. Успеа ли да поднаучиш нешто? Да. Што? Па многу ора, многу се. Јас сакам да тупам на тупан и научив многу носи. Многу сакам да идам во државите. Паралелно со уписите на нови членови, во салата на фолклорниот ансамбл Китка течат пробите како за новите, така и за активните членови. Пробите се редовно во сабота, така се поделени во неколку групи, прва, втора и трета група на новозапишаните и другите се запишани, што се запишани и тие со посебни термини и исто така и ветеранскиот ансамбл кој што работи веќе трета година во нашиот ансамбл. На адреса на ансамблот периодов пристигнуваат бројни покани за учество на интернационални фестивали. Последното представување на меѓународна сцена Китка го имаше месецов на фестивалот на оркестри во Бучевац, Хрватска. Проследете ги информациите од спортот. Скандал на дербито од женската лига помеѓу Кочани и НИНС. Гостинската екипа не се појави на теренот, а не даде ниту образложение за тоа. Осогово и Бели Викендов поразени. Единствен надпревар од четвртото коло во женската фудбалска лига што не се одигра беше дербито помеѓу Кочани и НИНС. Гостинската екипа не допатува на Никола Мантов. Официјално клубот не ја соопшти причината за таквиот потек, ниту по службена должност, ниту пак ги информираше медиумите. Младост НИНС сезонава влезе дезорганизирано со 2 пораза од 3 надпревари и тоа на домашен терен, пошто следуваше оставка на тренерот Сашко Иванов, на чие место беа назначени тандемот Јоже Јованов и Анета Георгиева, која воедно и моторот на екипата на теренот. Неколку фудбалерки веќе го напуштија клубот, оттаму пак велат дека тоа го направиле самоволно. Надпреварот Кочани и НИНС беше заведен со службен резултат од 3:0 за домакинот. Дали ќе следува санкција и што ќе се случува понатаму со клубот од Оризари, останува доправа да се види.
Викендот беше одиграно четвртото коло во женската фудбалска лига. Резултати: Ас Юнайтед Борец 1:2, Тиверија и Статов победа Куманово 9:1, Речица Топгол 3:2 и Конзули Драгон 2014 0:4. На врвот од табелата се издвои Драгон 2014 со 12 бода, следен од Кочани и Конзули со по 9, Тиверија и Статов е четврта со 7 бода, Ас Юнайтед пети со 6, колку што има и Борец на шестата позиција, следуваат Речица со 4 бода на седмата, Младосто Ризари на 8та позиција со 3 бода, а без бодови по 4 кола се Топгол и победа Куманово. Одиграно е 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток, Осогово поразен минимално во Македонска Каменица. Комплетни резултати од колото: Напредок Здравје Радово 134, 4:0, Беласица Плачковица 0:0, Каменица Саса Осогово 1:0, 14 октомври 1946, Работник Џумајлија 1:3, Овче поле Брегалница Голак 2:0 и Баби Тиверија 2:0. На табелата води Беласица со 24 бода, пред Плачковица со 22, трете Напредок Здравје Радово со 21, следуваат Овче поле, Каменица Саса и Баби, Осогово е седмопласиран со 14 бода, зад него се Брегалница Голак Тиверија, Работник Џумајлија 1934 на 11-та позиција со 3 бода и на дното од табелата 14 октомври 1946 без бодови. Втора футсал лига и второ коло. Резултати: Рудник Саса Шкендија 9:6, Гемиџи Овче поле 5:4, Богородица Шкупи 4:11, Кратово Бели Кочани 8:2, додека екипата на Цико Стојаково беше слободна. Води Кратово со 6 бода, пред Цико, Шкендија, Овче поле, Шкупи, Гемиџи и Рудник Саса со по 3 бода, без бодови се Бели на 8-та и Богородица на 9-та позиција. Дебакал на Баскет Дино во првото коло од втората лига. Победа на Кочани, пораз за Винспин на домашен терен во редовното коло од втората пинг-понг лига. Дебакал на Баскет Дино во првото коло од втората македонска кошаркарска лига. Шкупи Баскет Дино 103:47. Клучните причини за поразот тренерот Сашко Лазаров ги лоцира во неискуството и невоиграноста на екипата. Баскет Дино имале гал по првата четвртина 14:13, но подоцна како резултат на огромниот број технички грешки, домашната екипа се одлепила. Катастрофален пораз претрпи тимот во М15 со една од најдобрите екипи во лигата, Квиско Баскет, Баскет Дино 93:36. Комплетни резултати од првото коло од втората лига: без Т-Баскет 60:65, Михајловски Пелистер 59:54, Радови Штетек СТТК 90:85 и Борец Баскет Срандрим 85:60. По едно коло табелата изгледа вака: Шкупи, Борец Баскет, Радови, Т-Баскет и Михајловски имаат по една победа, следуваат Тетек СТТК без Пелистер, Срандрим, Дино Баскет и Вардар Апаве. Двојки за следното коло од Срандрим Шкупи, Тетек СТТК Борец Баскет, Пелистер Радовиш, Т-Баскет Михајловски, Вардар Апаве Бест, слободна екипата на Баскет Дино. Четврто коло во втората македонска пинг-понг лига. Мултитек Струмица 5:0, Крушево Дебар Мало 0:5, Кочани Скопје Рисови 5:2 и Винспин Рома Шутка 0:5 се комплетните резултати од колото. На табелата води Мултитек со 8 бода, пред Рома Шутка и Дебар Мало кои имаат по 6. Винспин е на четвртата позиција заедно со Струмица со 4 бода, Кочани на Делба на шестата, односно седмата позиција со Скопје Рисови со 2 бода, последен е Крушево без бодови. Во следното пето коло се среќаваат Рома Шутка Мултитек, Скопје Рисови Винспин, Дебар Мало Кочани и Струмица Крушево.
Вестите завршија, следете на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.